Среда новогодишните празници се одвива неформален диалог меѓу Министерството за образование, некои универзитети, некои декани и некои студенти. Слушаме за предлози за подобрување на законските решенија, проследени со експресни пофалби. Интересно, Министерството не пронајде ништо корисно во бројните факултетски и универзитетски мислења и сугестии, но сега импресионирано од свежите инспиративни идеи од кои ќе се раководи при креирањето амандмани. Заврши првото читање на предлог законот за измени и дополнување на законот за високо образование. Собранието не го прифати предлогот на студентскиот пленум, на најголемиот број универзитети и факултети, на интеруниверзитетската конференција и професорскиот пленум за прекин на законодавната постапка и повлекување на пакетот закони. Побаравме од собранието барем да донесе одлука за спроведување јавна дебата предвидена со деловникот, но попусто. Немаше слух за дебата. Но одеднаш Министерството за образование и наука се сети за потребата од нов, оригинален, демократски изум за постфестум дебата. Реши да го коригира и субституира Собранието на Република Македонија како законодавно тело, испротивно на уставното начело за поделба на власта и владење на правото, да организира дебата. Преку ректорот на УКИМ, како председател на Интеруниверзитетската конференција, на 3 јануари во доцните вечерни часови по телефон, ни предложија со 5 представници да се вклучиме во дебатата со владините представници и со 5 професори, поддржувачи на измените на законот, не во собрание, не на територија екстериторијална на некој универзитет, туку во хотелот Александар Паус. Професорскиот пленум по одржаната расправа на 4.1. одлучи да не учествува во оваа дебата од следните причини. Под број 1. Таа е нелегална, односно спротивна на деловничките одредби на собранието и нелегитимна заради отсуство на студентите од една страна, но и целосно игнорирање на универзитетските ставови од друга. Под број 2. Таа е задоцнета и цинична, зашто студентскиот пленум, факултетите и ректоратите, како и професорскиот пленум, и покрај прекусото време за доставување мислења и сугестии, јасно го кажаа својот збор, но не беа удостоени да го образложат ниту на комисиската расправа, ниту во рамките на правно заснована јавна дебата, која што можеше и требаше да се отвори по општата собраниска седница. Под број 3. Таа е вонинституционална, зашто ја организира владата, Министерството, наместо Комисијата за образование и наука. Под број 4. Таа е дури и бизарна, зашто професорите кои се против законските измени и професорите кои се за промените би требало да дебатираат со посредство на владата, Министерството, иако вториве ниту се спротиставија, ниту се изјаснија против мислењата на факултетите, чии членови се. Ние, речиси 500 професори од професорскиот пленум, одбиваме да бидеме соучесници во кршењето на правото и законодавната процедура. Ние, речиси 500 професори, поддржани од речиси 200 колеги од странство, не сакаме да му бидеме демократско алиби на Министерството и на владата, учествувајќи во така наречена дебата, која треба да креира привид на инклузивност и партиципативност во донесувањето на октроирани законски измени и дополни. Ние, членовите на професорскиот пленум, не сакаме да бидеме дел од така наречената расправа, на која не им е дозволено да учествуваат оние на кои најмногу се однесува овој закон, студентите. Ние, колегите од професорскиот пленум, стамено стоевме и стоиме зад барањето за повлекување на законските измени, за кои што сметаме дека се уште еден политички атак врз високото образование и автономијата на универзитетот. Ние, професорскиот пленум,
Бевме и остануваме за нов закон, а не за законски Франкенштајн. Професорски пленум.